Првата истрага која денес ќе ја презентирам се води под името Попис. Истата се води против две лица поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 4.1 во врска со член 22 од Кривичниот законник. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека во месец октомври 2011 година осомничените, искористувајќи ги своите овластувања како одговорни лица, председатели на политички партии, ДУИ и ВМРО ДПМНЕ, свесни дека поради нивните действија ќе настапи штетна последица, се согласиле со нејзиното настапување и ја злоупотребиле функцијата и нанеле значителна штета на буџетот на Република Македонија во износ од 175.123.909 денари. Имено, постои основано сомнение дека со цел како владеачка коалиција да го сокријат фактот дека немаат политички капацитет за да организираат реален попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија, како и да ги сокријат неповолните факти за демографската и економската состојба на населението во државата, што резултирало со огромно иселување на работоспособното население од Република Македонија, осомничените помеѓу 10 и 11 октомври 2011 година се договориле да го стопираат пописот на населението, домакинствата и становите во Република Македонија. Воедно, со цел да избегнат одговорност, за која од разговорите произлегува дека се свесни дека постои, се договориле причините за стопирање на пописот преку средствата за јавно информирање и преку партиските соопштенија, да ги презентираат како проблеми од техничка природа и како да е тоа поради некадарноста на Државната пописна комисија и на Државниот завод за статистика, иако уште со донесување на Законот за попис и законските решенија во истиот се овозможува различно толкување на законот и неизвестност за законито негово спроведување, што впрочем го нотира и Евростат во својот извештај. После договорот на осомничените, со образложение дека по отпочнување на примена на законот се појавиле недоследности и недоречености во примената на одредби од законот, како резултат на недоволен временски период за подготовка и обучување на учесниците во спроведување на пописот, а посебно на реонските инструктори и реонските попишувачи, и имајќи ги предвид утврдените законски рокови за спроведување на попис во Република Македонија 2011 година, како и фактот дека целта на законот е да обезбеди квалитетно спроведување на планираниот попис, владата до собранието предложила да престане да важи Законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија од 2011 година, па посредно преку парламентарните групи, како гласачка структура на политиката на лидерите на овие две партии, на ден 15 октомври 2011 година бил изгласан закон со кој престанува да важи операцијата на попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија. Меѓутоа, ако се анализираат причините поради кои што е предложено да престане да важи Законот за попис, ќе се забележи дека тоа се причини за да пописот биде одложен со закон, па да се подобрат законските решенија според стандардите кои што ги бара Евростат, да се обучат попишувачите и останатите учесници во пописот и да се спроведе операцијата на пописот согласно меѓународните стандарди. На тој начин, потрошените парични средства за спроведување на пописот до моментот на одложувањето, кои се искористени за дотогашните обуки, техничка опрема и материјали, немаше да представуваат штета и истите би биле искористени во одложената пописна операција. А сепак, причината за престанок на пописот не била во она што е наведено од владата, што е видно дека лесно се исправа, се разбира доколку постои волја за тоа, туку едноставно осомничените сватиле дека со законита пописна операција ќе им се нанесе огромна штета на тогаш владеачките ДУИ и ВМРО ДПМНЕ и со тоа на нив самите како лидери на овие две партии, па водејќи се пред се од лични интереси на задржување на моќта во општеството,
одлучиле до тогаш потрошените парични средства, условно кажано да ги фрлат во вода, на кој начин го оштетиле буџетот на Република Македонија во значителен износ од 175.123.909 денари.